Дайте ми ги тия две. Добро да Имам сликата 37. Дай да видам. Обични комарац. Да видам. Имаш ти на 37? Чекай да видиме. 37 има. Знам. Кој има некој друга сликичка? Јас имам. Која? Шеска. Дай да видам. Чек. 165. 248 имаш ти? 248. Секаме 248 има. Имаш. А 165? Дај, еве мене ми треба, дај. Еве под број 1 мамут. Мамутот живее во леденото време на крајниот Северна Европа, Азија и Северна Америка. Бил многу голем и многу поголем од денешниот слон. Неговите заби можеле да бидат долги и до 5 метри. Тука на таблава пишува дека ова фосилен слон и бил пронајден 10 до 12 милиони години пред. Најден е во Кавадарци, околу Кавадарци. Што мислите колку бил голем овој слон? Изгледа бил многу поголем од денешниот слон. Чим волко голем има лови. Овие заби се сигурно околу 4 метра, повеќе од 4 метра. Сигурно. А колку бил тежок? 3-4 пати по-тежок од нашиот свет. Може би. Надо е да ги издавате. Колку Ками, овдека пишува коњ со 3 прста. Знаеш ли да ми кажеш каков е тој коњ со 3 прста? Јас знам. Тој имал 3 прста за да може да оди по мочуриšte. А денеска коњите имаат копита, нели? Знаете ли зошто? Ја ќе ви кажам, затоа што со тек на време почвата исто така се менувала, таа станувала потврда и повеќе на коњите не им требале 3 прста и си изгубил тој третиот прст и добиле тие копита. И затоа денеска коњите имаат само копита. Потоа, всушност, ние можеме да видиме како се менувала природата со тек на времето. Кој знае ли зошто изумрле сите овие животни? Па изумрале бидејќи климата станала постудена и немала храна.
овде се представени нога и стопало од фосилен слон, како што ги пронашле научниците во земјата. Исто така се пронајде. Ние еве тука е представена и земјата и коските. Ова е развојното стебло на растенијата. Тука пишува дека постојат нижи и виши растенија. Во нижите растенија спаѓаат габите, лишаите и алгите. Ајде да ги видиме. Еве ова се алгите. Тоа не е млада алга. Еве повторно алги тука. Потполна колонија Види ги вие малички. Види ги малички. Види ги малички. Овие габи тука што пишува дека се викаат ликопердон. Тоа се габи кои внатре имаат црн прав и кога ќе презре таа габа, ќе пукне и тој црн прав ќе се разлета низ полето и од тоа ќе се развијат нови габи понатаму. Што се ти овие малечки овде? Што е тоа? Сум го видела дедо ми како на смреката плодовите ги собира со ракавици затоа што боцкаат и од нив може да направи лек. Еве луковици. Сум видела како баба ми луковиците од лале ги сади и по известно време од нив изметнуваат цветови. А јас баба ми сум ја видела како сади луковици од зумбу. Еве ви кукичиња. Еве, гледаме вистинска шума. Има папрати, лиша и габи кои се залепени за кората од дрвото. Кој знае дали овие листови се вистински? Тоа ќе го прашаме горе во лабораторијата каде што работат со овие листови. Ние дојдовме да прашаме дали лисјата во музеот се вистински или вештачки. Ние лисијата ги правиме
со посебна една техника на вештачки начин употребуваме туткал во боја, со тој туткал ние ги премачкуваме лисјата и со четка ние 3 пати го премежуваме одозгора. По известно време листот ние кога се исуши го вадиме и ја добиваме ова форма, ние ставаме и тршка, има рачка и тоа е готов лист. Треба да ја правиме ние од овој материјал, деца, кој од претходно сме го приготвиле претходните денови. Ова се ленти премачкани со туткал, исто така во боја. И еве на лице место ќе ви покажам како се тоа прави тревата. Ние со ова машина сечиме на овој начин. И вака собираме, кога ќе собереме ние, добиеме готовче, тоа е трева, која после ја поименуваме, ја поставуваме новие паноа наши и диорами. Дојдете вамо да видите растенија што се хранат со инсекти. А како овие растенија се хранат со инсекти? Кога ќе дојде инсектот и ќе застане на листот, на своите ливчиња тие имаат пијавици, еве овдека, што се ко пипки некои, ќе го фатат инсектот и ќе го во листот имаат и жлезди, го раствараат инсектот и со тоа се хранат. Зошто тие така се хранат? Затоа што во земјата нема доволно хранливи материи и обично така надокнадуваат тоа што им треба. А овие се водни растенија, тие исто така се хранат само со планктони што живеат во водата. Кој од вас пие чаеви? Јас! Еве се вашите чаеви. Камилица, шампански, мајдански, кравинарски, смир, ајдичка трева, лута, билка. Билка. Вуника се вика. Смир, ајдичка трева, камилица. Еве сега дојдовме до животните. Ова се сунгери, топчести сунгери, кои се најпримитивни животни и ги има кај нас во Охридското езеро. Ајде да видиме што има понатаму. Тука се глистите. Вие сте галеле кучиња некогаш? Да. Еве само да ви кажам нешто. Ако галите некое куче што е болно со оваа глиста тука, што се вика кучешка тенија, може да се добие едно многу тешко заболување. И затоа треба да знаете секогаш кога ќе го галите кучето, после тоа мора да се мијат раците. Не смеат да се подкасуват. Така ли? Да. Ги миете ли раците? Да, редовно. Ајде да направиме. Ова трева. Зашто американските пеперутки се поубави од нашите пеперутки? Па таму климата е поубава и потопла, па и растителниот и животинскиот свет е поубав и побогат.
личи на стапче, а всузе со овен сек богомолка. Види го ова личен лист. Тие инсекти така се кријат од непријателите. Јас сум видел татко ми сите риби што ги лови, дека на средината од рибите има една линија. А зашто служи таа линија? Таа линија служи за ориентација во водата. А овој рибен меур му служи на рибите за полесно качување во водата. Еве ги рибите од Охридско езеро. Еве Охридската патрумка. Колкава голема риба била, а карам колку е мала. Еве Охридската штипалка. Колку убави шари има. Охридската белвица има многу големи очи. Знаеш ли како се размножуваат јагулите? Не знам. Ајде да ја прашаме Ками. Ками, дојди да не кажеш како се размножуваат јагулите. И јас не знам баш најдобро како се размножуваат јагулите. Еве овдека пишуваат дека се размножуваат во Саргасовото море. Од тука тие одат во другите езера и мориња, ги има и кај нас на Црниот Дрим. И одат само женките. Додека за едно 7-8 години, додека тие достигнат една полова зрелост, седат во тие езера и мориња, потоа повторно се враќаат во Саргасовото море, се среќаваат тука со мажјаците и се оплодуваат и најверојатно се претпоставува дека после тоа умираат. Види ја оваа жаба, има иста боја како листот. Види шарен дождовник. Ава кака е мала. Уште една краста. Ја гледаш ли ова отровна жлезда кај змијата? Завод кај змијата се исправа само кога таа сака да касне. Тогаш тој таа ја исправа, ја потиснува жлездата и од неа искочува отрова.
Знаевте ли дека и лебедите се птици преселници? Знаем. Па и они секоја година кога ќе стане студено, одат кон потоплите краишта. Што мислиш, каде кај нас живеат пеликаните? Пеликаните живеат на Медоиранското и на Преспанското езеро. Нив повеќе ги има на Преспанското езеро, а живеат кај островот Голем град. Зверови гледа волков. Дали си се А, јас сум видел нас. А, јас сум видел обичен волк. Шарен твор.
сега да ви кажеме кој се учествуваше во реализацијата на емисијата. Уредник Геннади Болиновски, снимател Бошко Ацевски, тонски снимател Димче Стаматовски, осветлител Боро Лазаревски, монтажер Иван Стојановски, музички илустрација Виолета Којунџиска, емисијата ја подготви Камелија Чирич Шојлевска.